Пред 2 недели беше отворена градската плажа во Скопје. Коце кабана или кака кабана, како сакате, се наоѓа на брегот на реката Вардар и представува исклучително место каде што можете да се капите, да се сончате, да се... Што? Не може да се капиме? Како е така, па нели е плажа ова? Еве, јас сум од Охрид, ние имаме еден куп плажи на Јубај и можеш колку сакаш да си се капиш во најубоно Охридско езеро. Да бе, да, вие го пуштате Коце ваш во Париз и тој таму гледаат коцки и плажи, од оскоци, идете овде и правите копи-пейст. Што да ви правам ко Париз нема езеро. Да го пуштевте Охрид да прошетате да видиш што е езеро, можда после кога ќе се вратеше ќе ви направеше и овде едно езеро, па на него ќе донесеше песок и ќе го крстеше градска плажа. Тоа е се, што можеме да направиме. Фрлени се 100.000 евра за плажа на која не можете да се капите, ама барем имате шанкој и можете од нив да си купите пијачка и газмаска за седење покрај Вардар. Бар тоа е средено. Сомнителен тендер за управување со шанковите на градската плажа на Вардар. А1 дознава, заедничката фирма што управува со шанковите на новата плажа на Кеот била регистрирана 5 дена откако бил затворен јавниот оглас. Газдите на познатите скопски кафулиња Тренд, Кала, Змија и на дискотеката Колосеум бесплатно ги добија плажите без да имаат регистрирана фирма. Таман реков дека е окей тоа што има шанкови и одма овие новинари да ја пропастат работата, да излажа нешто. Така е, тој ќе им даеле шанкови на најаката плажа во држава без регистрирана фирма. Пак уште и бесплатно. Ало бе, држава е ова бе. Сега ќе ви објасни Неделчо Крстевски, пурпаролот на град Скопје, дека не одат така тие работи. Они не ја добиваат, да се разбереме, таа плажа бесплатно. За таа плажа треба да понудат програма, и ја понудија истата програма и за истата програма беа избрани. Тебе убаво си објасна човекот. Што е во целава ситуација бесплатно? Па вие знаете колку пари, а бога ми време се потребни за да се изработи таа програма? Или си мислите така е тоа, скини страница од вестник со ТВ програма, предложи и готово. Еве луѓе, треба некој да застани да мисли, од како ќе смисли, треба да седне на компјутер, па да ја напише, па после да ја испечати. Па тука влегуваат пари за струја за компјутерот, за печатарот, па тонер за печатарот, па пари за хартија за печатењето. Трошоци се тоа бе. Замислете пак да немале компјутери се ова да го правеле во интернет кафе. Ово иде цела заработка бре. Бесплатно било. Само да се критикувало. Преговорите за името напредуваат одлично. Феноменално. Мислам дека по изјава на нашиот ни премиер, редно е да го очекуваме нивниот крај. Ние го даваме нашиот максимум. Сепак, ова прашање не зависи само од нас, па дури и не само од господинот Немиц. Во голема мера, можеби во најголема мера зависи и од чекорите што ќе ги превзема во иднина грчката влада. Ви реков, 50% од работава е завршена. Ние сакаме, уште само тие да сакаат и готово. Баш ме интересира што ќе каже Друца сега. Κινητικότητα μπορεί να φαίνεται, διότι ο κύριος Γκρούευσκι στέλνει κάποια δειλά μηνύματα ότι αντιλαμβάνεται πλέον ότι πρέπει να αλλάξει στάση εάν θέλει να δει πραγματικό μέλλον για τη χώρα του και γι' αυτό εμείς λέμε εδώ είμαστε, περιμένουμε, εάν θέλεις με επικοδομητικό τρόπο να συζητήσεις, εδώ είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να δούμε με σοβαρότητα αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε. Да бе, со исти дефинитив. Знаеш, не оди ова наше овака повеќе. Ама не се секирај, не е до мене, до тебе. Значи, Груевски ги чека грциве, Друцас не чека нас. Па, дај јас ќе почекам ако не. И за крај, драги мои, сакам уште еднаш да ви покажам како лажат новинарите. Посебно овие од А1. Слушајте внимателно. Армиските хеликоптери на земја, полициските во воздух. За разлика од одбрана, МВР нема проблеми со парите. Тоа е една од ретките институции кај која нема кратење со ребалансот, туку напротив, зголемување за над 10 милиони евра. Ја слушнавте приказната на А1. Ајде сега да ја слушнеме и приказната на Миле Миовски. Полициските инспектори од Велес вчера не направиле увид во куќата на Миле Миовски во селото Лисиче, оти немале бензин во службените возила. Они со краток одговор рекоа дека нема бензин.
и неќе може да дојдат и не дојдоа. Абе, ајден, виде, полицијата имала зголемен буџет, имала повеќе пари од војската. Како па да не? Тие немаат пари за бензин, вие ќе лажете овде. Како ли само не ви е срам? Тоа е тоа, драги мои. Сите гледаат што повеќе да излажат. Освен јас нормално. Јас секогаш ви ја кажувам вистината и само тоа за што ме плаќаат. А моментално ме плаќаат да ви посакам пријатна вечер и што повеќе бранови на трибините помеѓу двоселот и троселот во вашата дневна соба додека го гледате финалето од светското првенство. А, да, и не пропуштајте го утрешното отворање на јубилејното 50-то Охридско лето. Слушам имало посебен пакет за деца и малолетници со попусти и многу изненадувања. За повеќе информации вратете се кај Михаил Плетњов. Чао, се гледаме среда после вестите. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países como hermanos.